Обилните врнежи од дош и неисчистените канали повторно на виделина ги извадија проблемите на жителите на општина Чешиново Облешево. Поплавени дворови и фарми. Ваква е денешната слика по неколкудневното врнење. Мештаните вината освен во природата ја бараат и во собствената, но и во неодговорноста на надлежните. По втор пат малата фарма на 75 годишниот Стојан Блажев од Облешево е под вода. Да ги чистат редовно јазовето, барем есента кога се почне зимата, нема да има поплави, ја гарантирам. Покрај пругата има јас, право излетовец што иде. Празните брани го спасија источниот регион од поплави. Обилните врнежи од дожд не предизвикаа излевање на река Брегалница. Неголемата брана во регионот Калиманци, која што во изминатиот период беше под нивото, се полни. Во моментот има акумулирано 1/3 вода од својот капацитет. Брана Градче е на прелив, но во текот на денот дотокот е намален. Врнежите ја вратија надежта кај оризопроизводителите, но ако продолжи вака, штети ќе имаат земјоделците чии ниви се посеани со жито. Беа скроз празни, сега со овие дождови ќе бидат, па они више идат на пунењето, така да мислам за оваа сезона ќе биде многу добро. Ако не можем се дошли, вода ќе немаме. Летос што ќе се прави, без вода ќе останеме. И сега и житјата ќе бидат поплавени и тоа е, не знам како да кажам, важно. Ја мислам до сега е доста дожд. Ако настави овака, тука ќе биде хаос овие села. Пред 6 години во февруари истите овие полиња беа целосно под вода. Тогаш браната Калиманци не можеше да ја акумулира надојдената вода од топењето на снегот, па предизвика сериозни поплави како во целото Кочанско поле, така и во Штип.